Внимание, внимание! Зборуваат граѓаните. Денеска е ноември, Мики. Значи нема одлагања, мора да се иде на преглед. Ајде, не е стрес. Очекај ме овде. Кога последен пат си бил на преглед, пример за простата или за тестиси за така? Па, млад сум така да никогаш не сум бил. Па, има доста време поменато. Баш сега има предавање на факултет. Прво машкиот стерилитет зазема се поише размери поголеми наместо женскиот. И зашто пуштаат бркави? Па зашто сакаат? Не знам. Бидејќи доаѓа студено време. Па некој можеби од помодарство. Тоа обележува некоја маженственост што треба да се слави. Го сочувуваат своето машко здравје. За сочувување на машкото здравје, за машкоста. Зошто ноември го викаат Мовембер? Заради тоа што е месец на мажите. Не знам точно. Не сум толку информирана, ама знам дека е некое помодарство. Дали месец на машкост? Месец каде што не се бричаме, така? Затоа што тоа е месецот на машкото здравје. Доктор за женско здравје е гинеколог, за машко здравје кој би бил? Интервист. За машко здравје. Доктор. Уролог, например. Уролог. Што мислиш, како може ние како мажи да се мотивираме почесто да се грижиме за своето здравје? Искрено, појма не. Да ти кажам право, не знам. Немам начин, мислам дека ништо не може да ги натирам ако не сака. Да не се срамиме од тоа нормално нешто. Што треба да ги помогнеме, не знам, да ги охрабрат нивните партнери. Со поголема едукација, повеќе јавни кампањи. Треба да се иде на редовни контроли, редовни прегледи. Треба почесто да се посетуваат ти прегледи и редовно се спортува најдобро. Да идат на редовни контроли, прегледи. Редовни прегледи општо за здравјето. Треба да се иде на редовни прегледи. Сега кој иде, кој не иде, тоа си индивидуално. Да испита, пример, простата. Табу е, мислам. Машко како машко ќе му го нарушиш егото ако му кажеш да иде на лекар. Нема потреба од срамење, тоа е буквално на најприродна потреба. Кога да проверват, барем ако не одат за уролог за простата, може и со овој антигена да се провери во плазма. Што мислиш, што е стравот кај нас мажи? Па, што ќе речат другите? Мислам, ако отидат на лекар, дека тоа ќе биде срам за нив, се работи за човеково здравје и нема тука машко-женско. Внимание, внимание! Зборуваат граѓаните.